Добра вечер, почитувани гледачи. Вие го следите серијалот емисии под наслов Библиските пророштва и нашето време. Јас сум Билјана Ампевска-Кристовска. Дали луѓето денеска се дружелюбиви или напротив се свртени многу повеќе кон себе? Дали човекот е човеколюбив или многу повеќе е саможив, себичен, егоистичен? Дали парите денеска се најважни за да тој може да биде успешен и среќен? Кое е второто пророштво кое што било напишано пред 2000 години, а се однесува за нашето време? И како поуките од ова пророштво да ги пренесеме во нашиот живот, за да живееме поквалитетно и живот во полнина? Ова се темите за кои вечерва ќе разговараме. Ве поканувам да бидете со нас и да го проследите разговорот низ следните 60 минути. Почитувани гледачи, овој серијал продолжува и со оваа трета емисија по ред. Вечерва ќе разговараме за темата на саможивост и сребролюбие. Со мене во студиото се господинот Михајло Гурев, кој е по професија дипломиран теолог, и господјата Мирјана Гурева, дипломиран филолог. Ви посакувам добре дојде во нашето студио и верувам дека ќе се чувствувате пријатно и ќе успееме да разработиме оваа тема и да ја доловиме до нашите гледачи. Пред да започнеме со вечерашната дискусија за истата тема, ние ги запрашавме и нашите сограѓани што размислуваат на оваа тема и направивме една куса анкета. Ви поканувам да ја проследиме анкетата, а потоа да се вратиме назад во студиото. Дали денеска луѓето се повеќе дружелюбиви или се свртени према себе си? Свртени се према себе си. Па мислам дека технологијата и целиот развој на станите овие години Допринело тоа. Допринело, да. Па ќе патат онаму каде што нема да се задржат, значи тие вистински вредности. Мислам дека каде да те води светот треба да си ги знаеш вистинските вредности тоа со семејството. Да, многу често. Желбата за пари, значи парите треба да бидат средство само за да се преживее. Повеќе се према себе и така одат работите дека како што гледат, дека што ги има и повеќе, дека луѓето повеќе комуницираат со мобилните телефони него меѓу себе. Тоа е тренд, се надевам дека ќе заврши брзо и веќе ќе се вратат на реалноста, на емоциите, на насмевката, а не само на смајлови што може да се изглумат. Така е. Па средство за живење, се реално поубаво се живее, ама не е се до парите. Парите за некој може да се заробеништво, да се заробат околу парите. Така. Па чим нема нормален живот и чим е борба само за пари, више таа хармонија паѓа надолу. Така. Немаш волја за живот, нема. Не знам дали сте ви од таа генерација. Тогаш никој не гледаше дали е овој политичар и тој политичар. Сега само политика му е глава. Дали е добар Груевски, дали е добар овој СДС, ВМРО, а 26 години тие две партии не водат. Па, како дојде ситуацијата, секој си мисли само на себе. Па, последно време пријателството се гледа низ пари. Одиш некаде, плаќаш добро, не плаќаш друг пат не те види и така. Дали парите се најважни во животот? Па, во последно време да. Допред, да не речам во моје време не, ама ово време да. Да. А и уште нешто, дали повеќе пари значи поголем душевен мир? Не. Да. Повеќе пари сега и тие што има многу пари одат горе и другите одат горе. Секогаш кога следи анкетата, од нашите сограѓани нивните размислувања се поделени, позитивни, негативни. Базирани се, претпоставувам, на нивните лични животни искуства.
Во овој блог би сакала со вас да разговараме на истите прашања, да ви ги поставам и да видам какви се вашите размислувања. Еве првото прашање што им го поставивме на нашите гледачи, сограѓани, беше што мислите, дали денеска луѓето се дружелюбиви или многу повеќе се свртени кон самите себе? Дали би можеле вие да ми дадете ваше размислување? Да ти кажам, ова е едно многу интересно прашање кое за жал ги засега веќе сите. Што е многу интересно, луѓето се повлекуваат во самите себе и не се веќе социализирани, туку стануваат како индивидуа единки сами по себе. Зошто? Од каде тоа го заклучуваме, еве лично од секојдневното искуство. Ги носев децата пред некоја недела на Лјулјашки и таму сретнав една стара пријателка на мојата мајка, која повеќе се разбира, како и многу други, не се дружат. И жената дојде со такво жалење, ми каже: Миријанче, ти тикнували порано колку се дружевме со мајка ти. Но сега сите се затворивме дома во своите проблеми. Сите страдаме поединечно. Таа нејзина изјава толку ме погоди многу, почнав да размислам за себе и за моите пријателки. Во принцип, луѓето се затворија секој сам во себе, се повлекува и едноставно некако секој останува сам со себе. Но за жал, пак ќе кажам за жал, многу ми е жал, затоа што некако се затворивме, се свртевме кон самите себе. И тоа станува веќе социјален проблем. Човекот е социјално суштество. Ниту еден човек не е створен за да живее сам. Ниту еден човек не е остров. Тоа го кажал еден познат писател и навистина е така. Ниту еден човек не е остров за да живее сам по себе. Но за жал стануваме еден многу остров има на планетава. Секој човек си формира свој остров. Така. Второто прашање на кој што ние им го поставивме на нашите гледачи беше што е причината за една таква ситуација? Значи, дали е тоа добро? До какви последици токму оваа оддалеченост, нели, меѓусебна направи и што предизвикува во самото општество? Е вашето размислување во која насока би било, можете слободно се да напомнувате. Па сега го современиот живот го прави своето и многу интересна тој феномен да пријателствата веќе се водат преку Facebook, толку вака лично да седнат луѓе, да поразговараат, да се видат. И тоа дефинитивно не води кон добро. Луѓето се повеќе се отугиваат од себе. Значи, луѓето се повеќе се осамени и мислам дека тоа дефинитивно не води. Тоа е реалност. Би сакала да се повелете надоврзам слободно. на Михајло. Многу го сакав неговиот дедо кој на жал почина, а тој секогаш велеше колку не беше убаво порано, немаше телевизор, немаше ништо. Сите ќе се собиравме во сред село и така вика ли одевме еден кај друг на гости, затоа што немавме што да правиме и вика се дружевме по цело време, вика што работевме преку дента работевме, кога ќе зајдеше сонцето, вика се собиравме во некоја куќа и постојано бевме едни кај други и постојано бевме заедно. Вика сега се сврти на кај телевизорот и кажа овој душман ми ги зема пријателите. Јас благо се изнасмеав, но покасно ја сватив реалноста на тоа што го збореше дедовото на Михајло. Така. Мислите ли дека парите се најважни во животот и зошто да, а зошто не? Повелете. Да бидеме искрени, луѓето што би рекле, нели, човечкино, парите го вртат светот. Така. Но сега ние тука сме за да размислуваме дали е навистина тоа така. Да, парите имат голема улога во нашиот живот, да бидеме реални, нели? За да можеме да овозможиме убав и удобен живот на нашите деца, ние очено се трудиме да заработиме што е многу повеќе пари. Но каде води сето тоа е прашањето, нели, што треба да си го постигнеме? Колку е доста, колку е доволно? Дали знаеме за доста или кога се прашање во парите, секогаш окото копне кон нешто повеќе. Михајло, дали вие имате некој размислување на оваа тема врска со парите, дали се тие најважни во животот? Некои се да, некои сметат позитивно, некои сметат негативно. Каков е вашиот став во таа насока? Парите дефинитивно имат големо значење во нашиот живот, бидејќи без пари човекот многу тешко може и да преживее, да ги задоволи своите секојдневни потреби. Но парите дефинитивно не се. Интересно е, пред некој ден читав
како една господја која што добила на лото огромна сума пари, сега ги тужи нив заради тоа што добила огромна сума и бил загорчен животот поради тоа. Едноставно сватила дека парите не и донеле среќа, не и донеле благосостојба и така натаму. Интересно. Последното прашање кое што им го поставивме на нашите сограѓани, јас сакам и нормално и вам да ви го поставам за да видам какво е вашето размислување во таа насока, е дали повеќе пари истовремено значи и поголем душевен мир? Би сакале повелете? Па според тоа што нели читаме и суштината и реалноста, за жал не е така. И како што кажа и Михајло, обично кога ќе дојде човек до многу пари, знаат со тие многу пари да дојдат и многу неволи. А кога ќе дојдат многу неволи, не може човекот да се го задржи својот мир. Затоа што нели си загрозен, било од кој вид, не мора да значи физички, никогаш може да бидеш емотивно. Обично луѓето кои имаат пари се плашат дека пријателите што ги имаат се само со нив заради материјалното, па се плашат да не бидат искористени, па се држат на дистанца, па никако знаат, нели, едноставно почнуваат од си да се плашат дали ова е со мене заради парите, дали ова е вака, дали некој ќе ме ограби. Имаме еден пријател, работи кај еден човек кој е млад дечко, има доста имотен, но ете има потреба од бодигард. Има многу пари дечкото, но има потреба некој да го заштитува. Значи не се чувствува безбеден. Иако има толку пари, значи треба да плати луѓе за да он да си ја плати својата сигурност, својот мир, дека ако има некој покрај себе, дека он ќе биде заштитен и веројатно тука он чувствува некој мир. Така. Почитувани гледачи, би сакала пред да продолжиме со нашата дискусија да ве потсетам дека доколку имате било какво прашање, сугестија, некој коментар, ваше размислување во однос на нашата вечерашна тема, слободно да ги испратите вашите размислувања во форма на SMS порака на објавениот телефон кој што оди во Кајрон или на електронската пошта, а секако и книгата, секој од вас кој што сака да добие бесплатен примерок од книгата Големата борба, можете да ги оставите вашите податоци во режијата или на телефонските броеви кои што се објавени, а ние по завршувањето на емисијата ќе ве контактираме. Почитувани гледачи, сега ќе следи рубриката Читање на библиските стихови кои што се однесуваат токму на вечерашната тема на која што разговараме. Вечерашната тема се однесува за пророштвото кое што е поврзано со две човечки особини. Значи саможивоста и сребролюбието. И сега, би сакала првото прашање, ќе го предадам на дамата како предност, Мирјана. Вие како филолог, дали би можеле да ми дадете една така куса нека дефиниција за да го доловиме поблиску овој термин себичност или саможивост? Како да го разбереме? Па синоними за саможивоста, значи може да бидат себичноста, исклучива љубов кон самиот себе си, каде што нашите интереси ги ставаме пред другите интереси. Една општа дефиниција како што разгледав нели повеќе работи и записи за саможивоста се става нагласок на тоа дека е исклучителна љубов кон самиот себе си, каде што своите интереси ги ставаш пред интересите на другите. Така, тоа е накусо и мислам дека доволно можеме да го разбереме. И сега, дали би можеле да ни дадете некои размислувања од некои познати литературни писатели, дејци, да, што токму на оваа тема би можеле да малку да ја приближиме до нашите гледачи? Има тука некои интересни цитати кои зборуваат што како нели луѓето опишуваат себичноста. Вика, себичноста не е тоа да живееш онака како што ти сакаш, туку во тоа да бараш од другите да живеат како што ти сакаш. Ова го пишува Оскар Вајлд. Така. Вика, вистинската навредност на човекот во прв ред е одредена со тоа колку и во која смисла се ослободува од своето јас. Тоа го вели Алберт Ајнштајн. Прстенот секогаш мисли дека прстот е создаден за него. Шазал. Најпразен на целиот свет е оној кој е пол со самиот себе. Мекензи. Кога ќе го откријат центарот на Вселената, многу луѓе ќе бидат разочарани затоа што тие не се тоа. Многу интересно. Да, многу ми се допаднува со прстенот.
баш ја покажува и илустрира, мислам, самото сваќање на терминот саможивост. И са Михајло, би сакала со вас да ви поставам неколку прашања. Кога се договаравме за оваа вечерашна емисија, вие ми кажавте дека ќе разговараме за еден агол од библиското пророштво кој што се однесува на нашето време, меѓутоа тукму е поврзано со овие два термина саможивост и сребролюбие. И сега, дали можете ви од ваш теолошки аспект, затоа што јас сум лаик, ја верувам и нашите гледачи не го познаваат толку Светото писмо, како би можеле ви од теолошки аспект да ни објасните што се подразбира, значи под самиот термин саможивост, видовме од литературен аспект, како теолошки да го разбереме? Да. Значи, ние разговараме на основа на библиското пророштво, кој што е дадено во Библијата, ги прочитавме стиховите, гледачите се запознати. Ја би сакал уште еднаш да неколку работи тука да истакнеме. Библиското пророштво вели вака: Нова знајка, во последните денови ќе настанат времења тешки. Значи, во последните денови. Што всушност Библијата подразбира кога кажува последните денови? Секогаш кога се зборува за последните денови, се мисли за времето пред второто Христово доаѓање. Сите ние знаеме дека пред 2000 години Исус Христос бил во оваа земја, бил тогаш тука, кажал дека оди горе на небото и повторно ќе се врати на оваа земја. Времето пред неговото доаѓање, Библијата го нарекува последно време на оваа земја. Интересно вели дека во тие времења пред второто Христово доаѓање ќе настанат времења тешки. Времењата ќе бидат многу тешки. Зошто? Затоа што луѓето ќе станат. Значи, луѓето ќе дојдат до една деградација во морална смисла. И во стиховите кои што беа прочитани, ние видовме кои се негативни особини ќе се јават во последното време. Првиот помеѓу нив се саможивоста и сребролюбието. Значи, прв проблем е токму ова, саможивоста и сребролюбието. Да, саможивост и сребролюбието, ние денеска малку повеќе ќе поразговараме на таа тема. Мислам дека сите ние сме сведоци на тоа. Баш живееме во тоа време, како што разговаравме. Луѓето толку веќе почнуваат да стануваат само живи, што за жал и никогаш патат за тоа време никогаш што било, ама пак продолжуваат да живеат онака како што и самите не сакаат. Да. Повелете. Би сакал само да кажам неколку особини кои што ги имаат луѓето кои што се само живи или себични. Да, тие пред се занимаваат со самите себе, мислат дека тие се центарот на светот, нивниот живот. И на тој начин едноставно ги игнорираат интересите или потребите на другите луѓе. Мислат дека нивните интереси, нивните проблеми, нивните потреби се најбитни, најзначени, а другите едноставно воопшто ги игнорираат, едноставно ги потиснуваат. И што е многу интересно, по неговој што луѓе може да се заинтересираат за другиот, ако тие имаат интерес. И интересно е како времето се движи, гледаме се повеќе и повеќе таа особина кај луѓето. Интересно е, Библијата зборува за ова. Ова не е само од сега што постоела таа себичност кај луѓето. Само тенденцијата е во тој правец да се повеќе и повеќе поприсутно тоа нели кај луѓето. Повеќе се нагласува, така? И повеќе се нагласува, и повеќе луѓето се многу посебични за разлика од порано и така натаму. Они луѓе кои што се повозрасни можат да направат споредба кога тие биле деца, кога тие биле млади и сега и обично нели кажуваат тоа време беше многу подруго. Луѓето има многу повеќе љубов, повеќе разбирање, сочувство еден кон друг. Сега луѓето се некако многу затворени, само живи. И тоа дефинитивно е така. Библијата, значи, зборува за ова и секогаш зборува во негативна смисла за себичноста, бидејќи таа е особина која што дефинитивно Библијата не ја поддржува. Јас би сакал да прочитам неколку стихови, да видам што Библијата зборува за тоа. Апостол Павле пишува едно послание до верниците во Филипа и таму ги кажува следните зборови. Не правете ништо од љубов кон препирање или за празна слава, но од понизност сметајте се еден друг за погорен или поголем од себе си. Не грижете се секој само за себе, туку и за другите. Да. Спротивна себичност. Дефинитивно. Так. Според овој стих, многу јасно е дека апостол Павле приметил дека постои себичност кај некои луѓе. Дека тие едноставно си гледаат првенствено своите потреби, своите интереси, себе си се ставаат пред другите
Вели тоа не е добро. Значи, во ред е човекот треба да се сака да се почитува самиот себе, но тоа не треба да биде значи на сметка на другите. И другите треба едноставно да ги почитува, да ги сака, да ги задоволува нивните потреби и така натаму. Сега многу интересно е, понатаму кога продолжува апостол Павле да збори, во истата глава кажува вака: а се надевам во Господа Исуса дека наскоро при вас ќе го пратам Тимотија, та и јас откако разберам како сте, да се утешам со духот, бидејќи немам никого еднаков со моите мисли, кој толку искрено би се грижал за вас. Оти сите си го бараат своето, а не она на Исуса Христа. Интересно што апостол Павле Тимотеја го зема како пример за еден несебичен човек, кој што се грижи за другите, кој што се жртвува за другите. Но интересно е ова последната реченица што ја прочитавме, вели: оти сите си го бараат своето, а не она на Исуса Христа. И претходно зборуваше дека луѓето се свртени кон себе, кон своето, и тука го зборува. Таму зборуваше дека едноставно ги занеморуваат потребите на другите, а тука збори дека едноставно го занеморуваат оно што е Господ, или Исуса Христа. Значи, себичниот човек не само што себе си се става во центарот на животот и не само што ги занемарува потребите на другите, тука едноставно е занемарува и Божјата воља, според Библијата како што едноставно читавме. Така да едноставно Библијата ни дава една многу поширока слика за себичноста или саможивоста, отколку што ние едноставно имаме. Ние обично ќе кажеме дека себичниот човек ги занемарува потребите на другите, гледајќи ги само своите потреби, али Библијата вели, значи малку поинако и така да би сакала едноставно да ја прошириме таа дефиниција, и според ова себичноста е стил на живот во кој собствените интереси се ставаат над интересите на другите, а првенствено над Божите интереси или над Божјата воља. Ми се допадна вашата мисла. Вие рековте себичноста е стил на живот во кој собствените интереси на човекот се ставаат над интересите на другите. Тоа го сваќаме од наш аспект, нели? Но велите но првенствено над Божите интереси. Како тоа да го разбереме и во кој контекст? Па обично себичноста се смета како поединечен греф, и што е. Од друга страна Библијата себичноста ја поставува и како основа за секој греф. Иако понатаму читаме во Библијата, ни тоа е многу јасно можеме да го видиме. Бидејќи Библијата кажува дека Бог го создал човекот и како создател тој најдобро знае за човекот што е најдобро, за самиот него, а исто така и за другите што е најдобро. Затоа тој поставил закони, правила, принципи кои што ние треба да ги почитуваме, за мене да ми биде добро, али и за сите околу мене да им биде добро. Ако ние ги почитуваме тие правила, дефинитивно тоа ќе биде за општо добри за мое и за сите околу мене. Но себичниот човек првенствено ги гледа своите интереси и воопшто не се грижи за оно што е Господа. Еве, например, апостол Павле, кога пишува до верниците во Ефес, вели вака: во кој живеевте некогаш според животот на овој свет, согласно со кнезот на воздухот, односно на духот, кој сега действува во синовите на неверието, меѓу кои и ние сите некогаш живеевме според телесните желби, извршувајќи ги похотите на телото и на помислите, и по природа бевме како и другите чеда на гнева. Тука зборува дека грешниот човек само своите интереси ги гледа и сака да живее според својата воља, не според Господовата воља. Значи така можеме да го сватиме ова. Така, да, и затоа едноставно сметаме дека себичноста е основа за гревот. И сега, како можеме да ја препознаеме себичноста кај луѓето? Обично себичноста е нешто што е особина кој што го има внатре. Библијата вели оно што ти е во срце, што ти е внатре, излегува од тебе, преку зборувањето, преку делата кои што ги правиш и така натаму. Значи, човек кој што е себичен, секогаш во говорот си истакнува самиот себе, своите интереси, своите исписи ги истакнува, збори за себе во суперлативи. И не мора да бидеме психолози за да приметиме кога човек повеќе го истакнува нели зборовите јас, мое, мене, тоа покажува дека едноставно тоа е доста горд и себичен човек. И во Библијата, да се извинувам, ама многу интересно што и денес рекламите се дава, затоа што никако како овој свет го поддржува тоа. Егоцентричноста, не ги приметувате рекламите?
Јас можам. Секој сам свој газда, направи сам. Ти можеш. И никако како да се потенцира тоа кај луѓето дека како да го одобруваат тоа, како дури го величаат како некоја позитивна особина. За жал, во денешното општество само живоста почнува да се цени, дека направи сам ти, јас, не ги приметувате билбордите и рекламите, секогаш се дава и се потенцира она јас, што нели Библијата тоа не го поддржува. Сигурно. Во Библијата има многу примери. Еден пример од Стариот Завет зборува за царот Давид, кој што имал овци, имал луѓе кои што ги чувале, а исто така и за еден друг човек Навал, кој што исто така имал овци. И кога овој човек Навал имал потреба, Давид секогаш му излегувал во пресред. Кога Давид имал потреба од услуги нели од овој човек, тоа што се толку бил себичен што не сакал да му излезе во пресред. И нема да го читаме, тој е подолг текст. И кога дошле нели луѓето од Давида да го замолат да им помогне, Навал скокна, пишува во Библијата, и му одговори на Давидовите слуги и рече: кој е тој Давид? Кој е тој син Јесеј? Вели, за да го земам лебот свој и водата своја и виното свое и месото свое што сум го приготвил за моите стрижачи на овците и да им го дадам на неговите луѓе. Моето. Има впечаток како да овде кога човекот е побогат, некако повеќе е поскржав, нели? Себичноста повеќе доаѓа до израз. Да, тоа покасно нели ќе го разработиме. Така, не, од примерот така ми дојде како размислување. Ама се потенцира на моје јас и егоцентричност, така. Интересно е, например, апостол Јаков кога зборува во своето послание. Извинете, во Новиот или во Стариот? Стариот? Новиот Завет, Новиот Завет. Во своето послание во 3 глава 16 стих вели вака: каде што има завист и себичност, таму има неслуга и се е лошо. Еден друг превод на истиот стих вели: каде што има завист и себичност, таму има неслуга и секако вид на зли дела. Така. Значи ова се поврзува како со злото, како извор на злото. Дефинитивно, че кога човекот е себичен, кога е заведлив, не може да е таков човек добро да излегува. Кога едноставно не се труди да му помогне на другиот, да ги задоволи неговите потреби, неговите интереси, тука само кон себе се влече. И тоа едноставно е голем проблем. Друга интересна работа за себичните луѓе, не значи дека ако некој себичен не знае да прави добри дела. Интересно е, може да ги прави добрите дела, али од многу погрешни погледи. И Библијата тоа го зборува. Исус додека бил на оваа земја, во една прилика ги кажа следните зборови. Во Евангелието според Матеј, во 6 глава, 2 до 4 стих вели вака: и така кога даваш милостина, не разгласувај, како што прават лицемерите по синагогите и по улиците, за да ги фалат луѓето. На вистина ви велам, ти веќе ја добиле својата награда. А ти кога даваш милостина, да не знае твојата лева рака што прави десната, за да биде твојата милостина тајна, и тогаш твојот небесен Отец, кој гледа тајно, ќе те награди јавно. Значи, ако некој дава или презема некоја хуманитарна акција, само неговото име да биде истакнато, тоа е сосема погрешно. Библијата едноставно тоа го критикува. Значи, кога човек дава, да дава затоа што има желба да помогне, а не едноставно да биде фален од луѓето. Јасно. Иве, јас би сакала да нагласам, сега не знам дали гледачите се запознати, но со најновиот филм на Мел Гибсон, Дизмонд Дос, тој, иако спасил толку многу луѓе, не сакал и не се согласувал да биде сниман филмот. Филмот за него е сниман дури после неговата смрт. Еве ги повикам гледачите, убаво е да го најдат филмот за Дизмонд Дос, на вистина за еден човек кој многу помогнал за да се спасат многу човечки животи. И тој тоа го направил скромни побуди, го направил заради Бога, не го направил за тоа што нели да се афирмира самиот себе си, и затоа не сакал воопшто да се зборува за него додека бил жив. Всушност се работи за филмот Гребенот на спасените. Така, не го знам овој филм. Да, неодамна имаше премиера. Од Мел Гибсон, така. Од Мел Гибсон. Добро. И номинирани за неколку Оскари. Интересно читав за Дезмонд Дос. Добро. Кога на крајот завршила војната,
војската америчка пребројала некаде на околу 100 души кои што ги спасил тој. Така. Кога го прашала него колку тој спасил, он кажа па некаде на околу 50. Да, воопшто нема никаква намера да се истакнува, ниту пак тој едноставно се фалел зошто тој се фалел дека тој тоа го направил. Туку секогаш едноставно кажувал дека тоа е Божја заслуга. И на крајот нашла една разумен компромис, ниту 100, ниту 50, туку 75. Така да официјално сега гласи дека тој околу 75 луѓе спаси. Интересно. Вака сега, би сакала да продолжиме во еден поширок контекст на оваа тема, нели сега зборуваме за саможивост. Еве, денешната состојба на човекот многу убаво, како што прочитавте, мене мислам дека секој елемент што го пишавте, баш го согледувам во секојдневието. Сега, живееме во време на немир, хаос, брка, трка, да речем брканица, по време, по активности на сите страни. И некако како да почна човекот, токму поради околината и самото општество кое што живееме, да ги губиме основните морални вредности прво во себе, а потоа да го шириме околу себе. Сега, како генерално можеме денешната состојба во општеството токму од овој агол, значи да го да опишеме во секојдневието. Ви илустрирам во која насока. Значи, семејство, нели како основна клетка на живењето. Потоа одиме работа. Во меѓусебните односи, во комуникација со луѓето, со кои што се сретнуваме секој ден. Па можеби и бракот. Дали и во овие сегменти, значи во нашиот секојдневен живот, ние можеме да согледаме саможивости, дали таа нормална? Сега се сетив на еден извештај кој што беше помидумите даден од детската амбасада Меѓаши, да. И таму се зборуваше за децата кои што се жртва на разводите помеѓу родителите. Така. И интересно беше наведено дека луѓето кога при тие бракоразводни постапки стануваат многу себични, се свртуваат кон себе си и воопшто не се замараат како едноставно на детето мое после се тоа што се случува. Интересно е што многу луѓе едноставно ги гледаат своите интереси. Воопшто не се запрашуваат како му е на детето. И не само тоа. Туку загрижувачко што многу родители онаа право кој што го има детето да добива онаа парична помош или алиментација, всушност им ускратуваат. Јас знам таков пример, каде што едноставно родителот намерно не сака да им даде пари на своите деца, а вози огромна кола, живее луксузен живот. И тоа едноставно покажува колку луѓето се себични и свртени кон самите себе. Мирјана, вие можеби како размислувате во насока? За жал, пак ќе кажам, разводите се веќе толку зачистени во Македонија. Никогаш слушавме по медиумите дека разводите се никаде таму, далеко во Америка, во тие некои далечни земји. Денеска станаа дел од нашето секојдневие. За најмала работа, значи луѓето пополека почнуваат да се разведуваат. Научени се дека тој другиот треба мене да ми угоди. И влегуваат младите брачни парови во брак со мислата дека тој другиот треба мене да ми направи да ми биде добро. И ако тој не ми служи на мене онака како што јас очекувам, значи тој не е за мене. Не може да сватат дека бракот е клетка каде што двајцата даваме за да земеме нешто обострано. И некако станува секојдневие. Значи, она јас, мене да ми е добро, јас да сум во центарот на внимание, како што кажа многу убаво таа мисла, или ако не е цен, многу ќе бидат разочарани кога ќе сватат дека тие не се центарот на светот. И обично луѓето влегуваат во брак и очекуваат нешто повеќе од другиот. А не со онаа мисла дека што јас треба да дадам. Така. Ајде да свртиме малку од друга во оваа тема. Дали секогаш целта ги оправдува средствата и можеби некој од нашите гледачи ќе рече па убаво е да се биде себичен? Дали е оправдано да се биде себичен во некои ситуации, велам генерално? Дали се оправдува? Не се оправдува, ама се рекламира. Како што кажав, денешните реклами се ти сам можеш, јас, се и јас, она гордото, она од мене, ти си најдобар, тебе треба да ти биде добро, угоди си сам на себе. За жал, медиумите така ни ги растат нашите деца.
тебе треба да ти биде добро. Зашто јас да очекувам од мојот сопруг, кој е он, јас на него да му го дам? Он треба на мене. Децата, мали деца стануваат толку себични и само живи. Бабо, стани, јас треба да седнам. Мислам, тоа родителите што имаат деца веќе го знаат и го приметила. Значи, во ние ситни мали компоненти гледаме каде се подхранува себичноста и само живота. Што е многу интересно, старите на моите деца, дедо и баба ќе станат, зашто? За да седне едно мало дете од 3 години. Од тука грешиме. Сега, од самата дискусија со вас, навистина доаѓам до заклучок дека ова пророштво навистина ја отсликува денешната состојба и времето во кое што ние живееме. Ајде сега искритикувавме, дадовме каква е дефиницијата, нели, за само живост, вие Мики се обидовте со убави стихови теолошки да дадете објаснување, вие Мирјана дадовте литературни нели цитати, значи дадовме еден кус преглед на овој термин. Сега мислам дека е важно и логично да поставиме прашање кој е начинот за да се излезе од неја? Како против саможивост тебе на кратко? Па, јас како теолог повторно остава Библијата. Библијата едноставно нели кога зборува за себичност или за било која негативна особина на човекот, зборува од негативна страна во смисло дека тоа не е добро и дека човекот треба да се покае и да се промени. Дефинитивно таа промена е многу тешка ако човекот само сака да се промени. Библијата вели дека ако човекот има желба да се промени, искрено се покае за тоа што го прави лошо и бара помош од Господа, Бог дефинитивно ќе помогне и ќе делува во неговиот живот едноставно да се промени човекот. Наместо да биде себичен, да има повеќе љубов и повеќе разбирање и емпатија кон другите луѓе, него едноставно да се става сами од себе си во центарот. И оно што се препорачува човекот да почне да проучува Библијата, да се моли на Господа и со текот на времето едноставно ќе дојде до промена кај човекот. Така. Вие може би имате нека размислување во таа насока? Како против саможивост? Мислам дека треба да се разбуди свиста кај луѓето дека ако вака продолжиме, никаде не одиме. Мислам, тоа никаде не води. Ко прво и ве како родител, дали му посакувате на своето дете добро, нели? Така едноставно мислам дека треба да преземеме нешто сега, ама како поединец. Има една многу убава мисла, вели ако сакаш да го промениш светот, почни од себе. Значи промени се првен ти. Така да јас повикам гледачите, би било убаво навистина да почнеме сериозно да размислуваме што е она што јас можам да го направам како поединка. Што е она што јас можам да излезам од оној круг на само живош и што е она што јас можам да го направам за моите најмили, за моите најблиски, а потоа и за сите околу мене. И верувајте дека број 1 болест на денешницата, знаете која е? Депресијата. Не викам, не многу луѓе запаѓаат и поради трауми кои ги доживеале, но голем дел и процент последица на само живост и себичноста. И знаете како, многу луѓе кажува, сте читале и по медиумите е кажувано, кога ќе почнат да помагаат на бездомни да одат по хуманитарни акции. Баш читав сега за сопругата на Бред Пит, за Анджелина Джоли, кажува дека имаше цел серијал за неја. И они кажуваат нели во тој серијал дека она кога западнала во депресија се дала во хуманитарни акции, почнала да помага на луѓе околу целиот свет и така она ја надминала таа своја емотивна криза. Значи што е лек за човекот, емотивен лек, да излеземе од својата саможивост. Така, многу убаво кажано. Почитувани гледачи, повторно ве охрабрувам, доколку имате било каков коментар, било какво прашање во врска со вечерашната тема, слободно да го оставите вашето прашање во форма на SMS порака на објавениот телефон кој оди во Кајрон или на електронската адреса. И сите вие кои што сакате да добиете бесплатен примерок од книгата Големата борба, можете да ги оставите вашите податоци на објавените телефони или во режија, а ние по завршувањето на емисијата ќе ви се јавиме. Ова го знај. Во последните денови ќе настапат времиња тешки, зашто луѓето ќе постанат саможиви и сребролюбци. Новиот завет.
Не гледајте секој од вас само за себе, туку и за другите. Со чест направете го другиот поголем од себе. Новиот завет. Кога ќе порасне твоето богатство, не дозволи му на срцето твое да се залепи за него. Стариот завет. Коренот на сите зла е сребролюбието, на кој што некои му се предадоа и отидоа од верата, и на себе навлекоа многу неволи. Новиот завет. Потоа им кажа: гледајте и пазете се од лакомство. Оти животот на човекот не зависи од изобилието на неговиот имот. И им кажа парабола и им рече: на некој богат човек нивата му беше родила многу. И си мислеше во себе си, велејки: што да правам? Немам во што да ги соберам плодовите своји. Па си рече: вака ќе направам. Ќе ги урнам амбарите своји и ќе созидам поголеми. И таму ќе го соберам сето свое жито и сите своји добра. И ќе и речам на душата своја: душо моја, имаш многу добра, приготвени за многу години. Јади, пи и весели се. Но Бог му рече: безумниче, ноќеска ќе ти ја побарам душата твоја. Тоа што си го приготвил, кому ќе му остане? Ете така бива со оној што собира добра само за овој живот, а не се богати во Господа. Новиот завет. Не зборувај во срцето свое: мојата снага и силата на моите раце го стекнаа ова богатство. Туку сети се на својот Господ Бог. Тој ти дава снага да стекнеш богатство, за да го потврди својот завет со кој се заколна на твоите татковци. Стариот завет. Го разјаснивме едниот дел од пророштвото, а тоа е само живост. Ајде сега да дискутираме за оној вториот дел, а тоа е сребролюбието. Мирјана би ве замолила повторно дали можете да ни дадете куса дефиниција што се подразбира под сребролюбие и како да го сватиме. Па не може да биде пократка од оваа дефиниција. Кратко и јасно кажано, сребролюбието е алчност по пари. Така. Значи нема нешто посебно што да се објаснува. Има некои интересни мисли кои би сакала да ги прочитам. И за алчноста што вика: алчноста е неголемото сиромаштво, а задоволството од тоа што го имаш е неголемото богатство. Кога имаш се, не гледаш ништо, но кога ќе изгубиш се, тори тогаш ќе прогледаш. Сам е сигурно дека нашата среќа е во она што сме, а не она што го имаме. Сиромашните би сакале да живеат како богатите, а нас, милионерите, лекарите не пресилуваат да живееме како сиромашни. Ова го вели Франк Синатра. Малку богати луѓе го поседуваат својот имот. Најчесто имотот ги поседува нив. Вистинската вредност на богатството е колку би вредела кога би изгубила сите пари. Ова е баш интересно. Значи, љубовта кон парите е на еден начин сребролюбие. Михајло, би ве замолила се повторно вие, еве, што вели Светото писмо токму за ова тема. Сребролюбието е поврзано со парите. Така. Интересно е што во Библијата многу зборува за парите. Многу. Еве еден податок дека има една реченица која што вели дека Исус Христос многу повеќе зборува за парите отколку за небото и за пеколот заедно. Така. Има еден пример, тоест има една статистика која што вели дека од 38 параболи кои што Исус Христос ги кажал, 16 зборуваат за парите. Или се вклучени парите во тие параболи. Например, во Новиот Завет повеќе од 2000 стихови се за финансиите, а само 500 за молитвата и за верата. Да. И не е случајно така, заради тоа што едноставно Бог знае дека парите ќе бидат сопка за сопнување, камен за сопнување на многу луѓе. И тој сака едноставно да ни даде правилен поглед кон парите и кон сребролюбието. Да не сватиме дека едноставно Библијата има негативен став кон парите. Не дефинитивно,
ниту има негативен став кон богатството. Библијата кажува дека многу верни луѓе на Господа биле многу богати. По например Аврам, кој што се истакнува како татко на верата, Јов, кој што страдал многу и му останал верен на Господа и во такви тешки моменти, исто така бил многу богат. И пред страдањата и после страдањата. Така да Бог не е против богатството. Воопшто не е против богатството. Дури во Библијата се дават и совети во однос на парите. Како да се штеди. Се даваат совети да едноставно човекот ги познава своите економски можности, што може да направи, што не може, да не се залетува и така натаму. Така да тоа се многу корисни совети кои што ги добиваме од Библијата. Сакам да кажам дека Библијата не зборува против парите, против богатството, но зборува против алчноста, против љубовта кон парите и тоа да води да доведе до таков степен човекот едноставно нели да ги омаловажува луѓето, да едноставно го направи многу полош, погорд и така натаму. Тука е проблемот. Затоа Библијата многу зборува за тоа како треба да ги употребуваме парите. И вели секогаш дека треба да ги употребуваме за добро, а не за себе или за лошо. Бидејќи парите или богатството или како располагаме со парите го откриваат нашиот карактер. Еве на пример кога Исус Христос бил на оваа земја, во Евангелието според Лука 12 глава 15 стих тој вели вака. Потоа им кажа: гледајте и пазете се од лакомството, оти животот на човека не зависи од изобилието на неговиот имот. Значи Исус зборува против лакомството или против сребролюбието. Да парите ти станат цел и сакаш по секоја цена или да добиеш што е можно повеќе пари. Затоа што многу интересно е тука при крајот на стихот вели оти животот на човекот не зависи од изобилието на неговиот имот. Многу луѓе сметаат дека среќата, дека радоста, дека смисолот се наоѓа нели во парите. Но не. Тоа може да го посведочат они луѓе кои што имаат многу пари. Значи не се наоѓа смисолот на животот во парите. Факт е, парите можат да ти пружат многу можности, може да задоволиш многу потреби, да си пружиш многу нешта кои што ги немаш, но едноставно не е се во парите. Парите според Библијата не се зло, но љубовта кон парите е зло. И еве сега, например, во посланието до евреите, во 13 глава, во 5 стих, апостол Павле ги советува христијаните и им вели вака: немојте да бидете сребролюбци и задоволувајте се со она што го имате. Зашто сам он, се мисли на Бог, рекол: нема да те оставам, ниту пак ќе те напуштам. Значи, апостол Павле вели: немојте да парите ви станат се во вашиот живот, да станете сребролюбци, да станете лакоми кон парите. И вели, ова е многу битно, задоволувајте се со оно што го имате. Бидете задоволни со тоа што го имаш. Например, има луѓе кои што имаат многу малку, а се многу задоволни од животот. Затоа што едноставно прифатиле, толку имаат и си го живеат животот. А има многу луѓе кои што имаат милиони и не се задоволни. И пак ќе кажат немаат. Затоа што едноставно не се задоволуваат со таа сума која што имаат. Сакат и повеќе и немаат никаква среќа и радост во нивниот живот. Затоа овој совет е многу битен. Значи да не бидеме сребролюбци и да се задоволиме со оно што го имаме. Но во вториот стихот вели вака: значи име на ум дека Бог нема да те остави, ниту пак ќе те напушти. Со други зборови, кога го прашање твојата екзистенција покажи многу повеќе вера во Господа отколку на твоите способности за да заработуваш и да стекнеш поголемо богатство или пак на парите. Всушност и оние кои што имаат помалку и оние кои што имаат повеќе мораат да знаат дека сето тоа е од Господа. Фактот, тие работат, се трудат, али можностите кои што им ги дава за да заработат се сепак пружени од Господа. Мислите шансата да работат е таму дадена? Шансата за да работат, нели, можностите кои што му се дозволуваат да заработат, да бизнисот нели го развиваат. Сето тоа е од Господа, така пише во Библијата. И ако човекот е свесен за тоа, многу поинаков став ќе има кон парите.
Еве, например, апостол Павле, кога зборува во посланието до првото послание до Тимотеј, 6 глава, 10 стих, кажува една многу интересна мисла, вели, зашто коренот на сите зла е сребролюбието. Коренот на сите зла е сребролюбието. Кога човек стекне богатство, а во себе има желба или љубов или алчење кон парите, има таа карактеристика на сребролюбие, тоа што едноставно интересно, може и покасно ќе спомнеме дека луѓето кои што е изразена таа карактеристика на сребролюбие се и себични луѓе, и тогаш едноставно гледаат на секаков начин да стекнат пари, без разлика дали со тоа едноставно го повредуваат другиот, дали едноставно ги нивните права ги погазуваат. Целта е да се стекнат што е можно повеќе пари. И тоа е многу лошо. И затоа апостол Павле вели, коренот на сите зла е сребролюбието. Еве, например, една еврејска приказна, таму вели дека еден многу богат човек, иако имал многу пари, бил богат, не бил среќен. И отишол кај рабинот да прашава што е проблемот. И рабинот го повикал кај него дома, отишле заедно до прозорецот и кажал на човекот, што гледаш? Вика, гледам луѓе. Гледам мажи, жени, деца како шета, се движат. Го повикал на другата страна од собата и го одел до огледалото. И кажал, што гледаш? И тој му кажал, па се гледам сами од себе си. И му кажал, што сака всушност да му каже. Вели, и прозорот, стаклото на прозорот и огледалото, и едното и другото е стакло. Само на тоа стакло, кога ти ставиш еден мал слој на сребро, ти повеќе не можеш да ги видиш луѓето, туку се гледа сами од себе. Сака да каже дека среброто или богатството или парите, човекот го заслепуваат и тоа повеќе не ги гледа луѓето. Туку едноставно се гледа себе си, станува егоцентричен, станува себичен и гледа своите интереси. Оно што го зборувавме, нели, себичноста, кога човек така ќе се постави, едноставно чувствува дека живее мизерен живот, дека не е среќен, може би ќе падне во депресија и така натаму. Така да едноставно Библијата кажува дека кога човекот едноставно нема правилен став кон парите и стане сребролюбец, едноставно дека тој самиот ќе стане и себичен и ќе се сврти кон самиот себе си. Интересно е, уште еден стих ќе прочитам тука, во посланието до Јаков, 5 глава, од 1 до 6 стих. И ово што ќе го читаме поврзано со оно што ние го разговараме денеска, а тоа е темата дека Библијата зборува во своите пророштва дека во последно време сребролюбието ќе биде многу истакната карактеристика помеѓу луѓето. И еве апостол Јаков што кажува. Ќе читам во 5 глава од неговото послание, 1 до 6 стих, вели вака. Елате сега вие, богати, плачете и ридајте за страшните маки што идат на вас. Богатството ваше изгни и алишата ваши молци ги изгриза. Златото ваше и среброто ви зараѓа и ръгјата нивна ќе биде сведошо против вас. И ќе го изеде телото ваше како оган. Сте собрале богатство за последните дни. Ете платата што сте ја задржале од работниците, кои работеа на вашите ниви, и извиците на жетварите дојде од ушите на Господ Саваот. Се веселевте на земјата и се насладувавте, и подхранувавте срцата ваше како за ден на клање. Осудивте, убивте праведник, и тој не се бранеше. Интересно што овој стихови апостол Јаков ги исполнува последните денови. Кажува дека во последно време некои од богатите едноставно ќе насоберат такво големо богатство, али на сметка на другите. Зошто? Затоа што вели тука платата што ја задржавте од работниците. Значи не им платело оноliko што треба да им платат. И ние тоа во денешно време го гледаме. Да. Го гледаме, баш го гледаме. Еве, например, неодамна читав дека сега скоро беше тој светски економски форум во Давос и пред економскиот форум, монетарната организација од Англија, Оксфам, даде некои податоци, а всушност тие се залагаат за равномерна распределба на богатството или
да тој јас кој што постои помеѓу богатите и сиромашните едноставно се намали. И даде една информација која што многу ме зачуди, дека 8 луѓе на планетата Земја, 8 луѓе за оваа година, има толку богатство колку половина од целото човештво на оваа Земја. Страшно. И многу интересно е тие дава такви статистички податоци. Например, лани биле 62 имале богатство колку половина, а оваа година 8 луѓе. Се прашувам следната година колку ќе биде. Значи јазот е се поголем и поголем. И што е многу интересно. Многу пати сум читал на помидумите дека, например, овие познатите светски марки. Да, брендови. да. Брендови, дали на облек или било што и да. Се произведува во земјите од третиот свет. И што е многу интересно, работниците кои што работат, си имаат многу мизерна плата, кои што едва ги покриваат своите секојдневни потреби. Во многу лоши услови. И што е многу интересно, значи ова што го читавме во Библијата, го гледаме во денешно време. Луѓето ќе се богатат, например, таквите себични самолюбци ќе се богатат, ќе натрупуваат богатства на грбот или на сметка на сиромашните луѓе. Кога тие луѓе биле похумани, би кажале, ајде да направиме да тие луѓе работат во похумани услови, да им даваме плата која што навистина заслужуваат, тие сигурно не би заработили колку што заработуваат сега, би заработиле малку помалку од тоа што го заработуваат, да сепак би покажале една човечност кон другите луѓе. Затоа Библијата вели, значи, вие едноставно дали уживате во вашето богатство, имате многу пари, али на сметка на другите луѓе, затоа што ги закинавте, ги украдовте. И тоа е еден вид крадење според Библијата, ако ти не го платиш својот работник кој што стварно заслужува, а имаш премногу за себе. Многу убава паралела и многу убаво ја отсликувате ваш, мислам, мојот заклучок, а верувам и на нашите гледачи, дека токму ова пророштво дава вистинска реалност на времето во кое што ние живееме. И така и затоа се нарекува овој серијал емисии библиските пророштва и нашето време во кое што ние живееме. Во претходните емисии, вашите колеги, да речеме соговорници, постојано ми повторуваа, библиските пророштва не се дадени луѓето да ги исплашат, туку напротив да ги насочат. Да ги насочат за да знаеме како да ја направиме подобро да живееме во ова, да речеме, време или не време. И сега, како може, овој феномен, јас го нарекувам феномен, бидејќи навистина дојдовме до тој степен да човекот веќе многу е деградиран, ги губи моралните вредности. Како можеме да направиме една вистинска паралела, затоа што ги анализиравме двата аспекта, саможивоста и сребролюбието. Како да ги поврземе? Дали има поврзаност меѓу нив, вака, просто кажано? Вие дадовте убави примери. Дефинитивно дека постои поврзаност, себичноста и сребролюбието. Не значи дека ако човекот е богат, дека и сребролюбец и себичен. Добро. Бидејќи јас познавам, имаме лични своји пријатели кои што живеат во Австралија, потекнуваат од овие простори, кога се дружи со нив, воопшто немаш чувство дека се дружи со човек кој што е богат. Обично богатите се онака горди, те гледат од повисоко. Овие луѓе се толку скромни, толку понизни, а имаат огромно богатство. Али првенствено го познаваат Господа и имаат правилен став кон парите. Сватиле дека парите што ги имаат се благослов од Господа, кој што не само тие ќе треба да го користат, туку и другите луѓе околу нив. И толку се луѓе кои што се алтруистички настроени, тоа богатство кој што го имаат, го делаат со луѓето и дека едноставно и мислат добро. И Бог ги благословува, имаат се повеќе и повеќе, тие едноставно повторно го вложуваат, значи, во луѓето. Така да сакам да кажам дека не секој богат човек е и сребролюбец и себичен. Но повеќето едноставно ако гледаме овака се. Сега, Библијата вели дека едноставно во последно време ќе се јави сето тоа. Тие пророштва едноставно ни укажуваат дека кога ќе го видиме дека тоа се случува, треба да знаеме дека Исус Христос треба наскоро да дојде. И тоа не треба нас да не уплаши. Туку напротив треба да не поттикне да размислуваме за второто Христово доаѓање. Зошто? Затоа што едноставно затоа што треба ние да се подготвиме за второто Христово доаѓање. На кој начин? Ако јас приметам во себе си дека сум себечен или дека сум сребролюбец, треба да се потрудам да ја променам таа особина. Како? Читајќи ја Библијата, молејќи се на Господа,
барајќи вистинско покаяние за тоа и да се потрудиме да сето оно што ќе го најдеме во Светото писмо да го примениме во својот живот. Бидејќи Библијата вели, кога го видите дека сето тоа се случува, има многу пророштва кои зборуваат за последното време. Едни, сега ние обработивме едно тоа пророштво, дека луѓето ќе станат сребролюбци, дека ќе станат саможиви или себични, и во тоа пророштво и понатаму наведува многу други карактеристики, кои што заради времето не можеме да ги обработиме сега, но ќе бидат обработени понатаму. Кога ќе го видиме сето тоа, ние треба да се зарадуваме затоа што доаѓаат многу поубави денови. Зошто? Затоа што Исус Христос кога ќе дојде, доаѓа со одредена цел. А која е целта? Да воспостави сосема поинаков поредок. Поредок во кој што луѓето повеќе нема да бидат такви. Не затоа што едноставно луѓето ќе се променат тогаш веднаш, туку Бог сака со оние кои што му биле верни, кои што го почитувале оно што го пишува во Божјото Слово, кои што се труделе живеа според Божјата воља, да со нив формира едно посебно царство, да формира едно посебен поредок, во кој што едноставно ќе бидат истакнати само оние позитивни особини кај луѓето. И сега ќе ви прочитам во Библијата, во последната книга, зборува каков е тој нов поредок, што всушност ќе се случува таму. Например, во Откровението во 21-та глава, кажува вака. И чув висок глас од небото, како зборува. Ете ја скинијата од Бога меѓу луѓето, и Он ќе живее со нив, тие ќе бидат Негов народ, а сам Бог ќе биде со нив нивни Бог. И ќе избреше Бог секоја солза од нивните очи. И смрт нема да има веќе, ни плач, ни пискот, ниту болка нема да има веќе, бидејќи поранешното помина. Кажуваат дека тој живот не само што ќе биде нов, туку ќе биде многу поквалитетен од овој што го имаме. Од денешниот свет, како што кажавме, поради сите овие особини кои што ќе бидат присутни, ќе бидат истакнати во последно време, ќе настанат тешки времења. И стварно, ние тоа сето го чувствуваме на своја кожа. Новиот свет има и многу болести, има смрт, има многу големо зло. Библијата вели дека Бог ќе воспостави еден нов свет, каде што ќе нема ниту болест, ќе нема ниту смрт, ќе нема никакво зло, ќе нема никаков грев. Замислите еден таков убав живот. Кој не би го сакал тоа? И Библијата вели тоа е на дофат на секого. Така да секој човек кој што има желба таков живот да живее, треба првенствено да верува во Господа, да чита Библијата, да прифати се што го пише во Библијата и да го спроведува тоа во собствениот живот. Ви благодарам многу темелно теолошко објаснување, можеби за гледачите малку потешко, но верувам дека постапно ќе го разберат ако ги следат вашите совети. Еве заклучок за завршување на овој блок, ви рековте дека парите сами по себе библиски не се зло, но љубовта кон парите е она што го упропастува човекот и го прави да стане сребролюбец. Коренот на сите зла е сребролюбието. Колку човекот станува се побогат, се повеќе себичен, тој станува и безобзирен кон другите. Би можеле вака накусо да заклучиме. Сега во овој блок ќе го завршиме со една кратка музичка пауза, а потоа повторно се враќаме во студиото. Nemoj nikada ostaviš me, jer bez tebe
Нашето време полека се ближи кон самиот крај, но оваа тема е навистина неисцрпна. За крај, на сите мои гости до сега им го поставив ова прашање, па би сакала и вам да ви го прашам. Вие дадовте теолошко објаснување, Мирјана, вие од ваш агол го дадовте. Мирјана, за на крај би сакала да ве прашам што е најважно од сето ова за нас луѓето во секојдневниот живот? Па најважно е каков став ќе земеме спрема ништата кои ни се нудат и кои ги имаме. Еве јас би кажала само еден краток пример. Во денешницата, нели, сакајќи да им угодиме на нашите деца, се разбира како родители, сме во трката по парите, се разбира, нели, сакаме нашите деца да имаат најпатики, брендирана роба, да не се чувствуваат подоле од другите деца. И никако, тука поникогаш нашите деца знаат да бидат и жртва од трката по парите. Треба да ги ставиме приоритетите на прво време, на прво место. Затоа што децата брзо ќе пораснат и животот брзо ќе помине. Што е најбитно од се е кои се приоритетите на нашето. Да се вратиме, нели, и тука се поврзува, значи не можеш да го одвоиш себичноста и сребролюбието, затоа што тие се тесно поврзани. Кога ќе сватиме дека семејството, од каде почнува се, основна клетка на општеството денес е семејството. Ако ние дадеме здрав темел на нашите деца, ако им посветиме љубов, ако им посветиме време и одвоиме, не, например, може да се задоволиме и со нешто помалку, само за да одвоиме што е најбитно, да гледаме што е најбитно во денешното време. Ако семејството како клетка на општеството му дадеме најголемо значење, мислам дека многу работи ќе може да се променат. Така, убаво размислување. И за крај, Михајло, еве, како да разбереме пуката од сето ова што го дискутиравме и насоката како обично човек да примени сето ова што го вели Светото писмо во неговиот секојдневен живот. Па како што кажав, сето ова што го гледаме со своји очи треба само да не упати кон она што го пише во Библијата. Дека живееме во последно време. Во последно време. Не значи дека луѓето порано не биле севишни, дека не биле сребролюбци. И секогаш биле. Така и Библијата кажува. Вели во последно време тоа ќе заземе многу поголем интензитет. Луѓето ќе станат многу посебични и многу по-сребролюбци, како што кажав, многу повозрастни наши гледачи тоа може да го потврдат. Како било времето во нивно време, кога биле млади и сега. И оди кон таа тенденција да биде се полошо и полошо. Сега, факт е дека такво време живееме, али тоа треба да не радува. Зошто? Затоа што Библијата кажува дека ние живееме во последните денови од оваа планета. Со тоа што тие денови кога ќе завршат, Исус Христос ќе дојде, како што кажа, повтор пат, за да го спостави еден сосема друг поредок на оваа земја. И тоа треба да не радува. Но она што е битно за нас, кои што живееме сега, јас би препорачал на секој од читателите да земат оваа книга, Светото писмо, да ја читаат редовно, да се молат на Господа, бидејќи таму ќе најдат одговори на многу прашања што ги поставува. И ќе најдат начин, упорство како да живеат во ова последно време. Исус Христос ќе дојде да може едноставно да бидат подготвени за тој настан.
За крај, навистина би сакала да ви се заблагодарам за вашето учество во оваа емисија. Почитувани гледачи, полека дојдовме до самиот крај на оваа трета емисија поред. Се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание и потикнавме многу прашања кај вас и да потикнеме големи промени, за да можете поквалитетно и побава да живеете. И покрај тоа што живееме во време на морална деградација, обидете се да го сочувате вашето човечко достоинство и моралните вредности. Доколку сакате да не следите понатаму, ве поканувам повторно во вторник од 18 до 19 часот на телевизија Шутел, да не следите. Следната наша емисија ќе биде "Ги гледаме ли знаците на крајот". До следниот вторник ви посакувам пријатна вечер и секое добро. Thank you.